Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Добар ви ден и добре дојдовте. Започнува најновото издание на емисијата Живот и денеска ќе поразговараме на многу актуелна тема со доктор Крсте Маљановски, советник на председателот на владата за труд и социјална политика. Добар ви ден и добре дојдовте во студиото на Радио Слободна Македонија. Да, месец април е познат и како месец на подигнување на свеста за аутизмот. Аутистичните лица поради се уште неоткриен лек и диагноза имаат една маска која ниту предизвикува смеа, ниту пак може да се извади и заборави. Од 2010 година Македонија покрај голем број на земји светот е вклучена во одбележувањето на меѓународниот ден на лицата со аутизам, а заинтересираноста како и желбата за информираност кај граѓаните е се поголема. Доктор Маљановски, како може да се карактеризира аутизмот? Да, постојат повеќе дефиниции за аутизмот, меѓутоа како што рековте, од 2010 нашата држава сериозно се вклучи во имплементација и инклузивните действија што се однесуваат во рамки на образованието и во останатиот општествен живот во врска со аутизмот. Накратко, аутизмот е спектар на симптоми од невроразвојни нарушувања, што е едно огромно поле на истражување кое, како што и самите рековте, досега не е откриена причината. Случајно вчера во медиумите беше објавена една информација дека можеби една од главните причини за појавата на аутизмот се вакцините и од едно американско истражувачко биро беа објавени резултати дека веројатно една од главните причини е тетанусот. Вакцината против тетанус, која можеби меѓутоа веројатно ќе потребе подолго време за да би се утврдила точната причина за појавата на аутизмот. Се манипулира со неколку можни причинители. Тоа е генетското нарушување во организмот на бремените жени и средината. Загаденоста, неверојатно лошите услови во живот кои се појавуваат во текот на непосредно после раѓањето за да се дојде до појавата на аутизам. А кои се најраните манифестни однесувања или како се препознава во најраната возраст? Да. Во најраната возраст децата со аутизам најчесто, имаме две форми на аутизам. Тоа е примарната форма и регресивната форма. Примерната форма се предпоставува дека е вродена, дека мајката со раѓањето донесува дете на свет со аутизам, додека регресивната форма се појавува негде до 15-тиот месец од животот на детето и најчесто се несоодветното однесување на децата на вообичаени манифестации. А што значи тоа? Тоа значи да, пример, после неколку месеци детето во нормално би требало да реагира на своето име, меѓутоа тоа не реагира, тоа живее во еден свет. Многу илустративен е примерот со еден филм кој беше даден, мислам, доста долго. Тоа е Дозливиот човек. Тоа е филм кој навистина многу добро ја отсликува формата на аутизам, меѓутоа во подоцнежните години од животот, како што можеби дел од гледачите го видел. И според това, кога мислите, доктор Маљановски, се извинувам, кога е најдобро да се постави диагнозата? Најдобро е до 3 години, најдобро. Тука постојат многу проблеми со кои се соочивме и како држава, и како министерство за труд и социјална политика, Министерство за здравство, затоа што дел од персоналот што би требало да работи, тоа се лекарите, педиатрите, дефектолозите и другите субспецијалистички ориентирани лекари, во многу мал дел беа запознати со оваа појава. Истина говорејќи, оваа појава почна нагло да се развива
како што и самите рековте, после 2010 година и почна да завзема епидемиолошки карактеристики. Ако пред неколку години, 2008-2009, на 1000 деца се појавува 1, 2 до 5, сега веќе таа бројка надминува 30, 40, па по некои статистички показатели и 60 деца на 1000 деца, што е навистина загрижувачки факт како во светот, така и кај нас. Нашите доктори не беа спремни да можат да диагностицираат, заради тоа што рековме е спектар на нарушувања. Значи, повеќе нарушувања кои се насобрани во една личност, во еден човек. Кога велам не беа аспекти, не беа обучени, во наставно-научните програми на повеќето од факултети сродни за ова нарушување, како што е дефектологија, многу малку време им се посветуваше на обуката на нейниот професионален кадар, како би можело да ја препознае и да работи со овие деца. Најдобро, како што и спомнав, е диагностицирањето. И најтешко е диагностицирањето. Диагностицирањето значи многу добра обука од врвни специјалисти кои за среќа во овој момент ги имаме во нашата држава, дојдени се од Америка, и дел од тимовите што во Израел ќе работат на диагностицирање се веќе во завршна фаза на обука. Тоа се тимови од Министерство за здравство, како и тимови од Министерство за труд и социјална политика кои работат во дневните центри за деца со аутизам. Според овие ваши сознанија што ги имате до сега, можат ли да се разграничат или каков е односот помеѓу момчињата и девојчињата? Да. Чудна, навистина чудна појава. Да 5 пати повеќе аутизмот е застапен кај машките деца, отколку кај девојчињата. Навистина интересен феномен кој науката уште го нема докажано. Меѓутоа имаме и такви и слични некои други заболувања. Да кажеме како што е инфарктот, како што кај машките е повеќе застапено отколку кај девојките и жените, така и аутизмот е навистина чудно. 5 пати повеќе позастапен кај машките деца отколку кај девојчињата. Загрижува проблем е што и загрижува фактот што во нашата држава во овој момент ние немаме регистар на сите нарушувања. Се соочивме со проблеми од правна природа, заради тоа што дефинитивно и планот и програмите на различни министерства кои би работеле со овие деца би требало да се базираат на екзактни податоци. Тие екзактни податоци во овој момент ние ги немаме заради заштита на приватноста и ред други објективни работи кои меѓутоа се надевам дека многу брзо тоа ќе биде постигнато. И според ова, кои се симптомите на аутизмот? Да, значи симптомите може да се групираат во две големи области. Тоа се тешкотиите во говорот, јазикот и невербалната комуникација и во социјалната адаптибилност. Што значи тоа? Јавувањето, кога зборуваме, например, за говорот, се јавува ехолалија. Тоа значи повторување на еден збор постојано повторување. Да до моменти да почнува детето или бебето да испушта крикови кои се неразбирливи. Јазикот е исто така некој својствен, неразбирлив јазик кој го употребува детето и кој на свој начин ги интерпретира ситуациите во неговиот свет. Невербалната комуникација многу е тешка, не може да се воспостави, не може да се рече дека децата со аутизам можат да соодветно невербално реагираат. Невербално значи гестовно реагирање на секој човек. Појавата на хиперактивност. Дел од децата не можат да се задржат подолго време на едно место. После тоа имаме и други манифестации, например кршењето на прстињата, значи постојаното и може би кај дел и само повредувањето, извикувањето на најразлични неартикулирани гласови се доволна причина да родителите на ова дете сериозно се однесе детето на диагностицирање и утврдување на правите причини дали е аутизам. Тоа не значи дека може би аутизам. Тоа може би и некој логопедски проблем.
Меѓутоа, утврдувањето на правата диагноза е најнеопходна за правилен понатамошен третман. Исто така би сакал да споменам дека ако родителите, постои можност и родителите да се неуки, да немаат некакво медицинско образование, тогаш она што го планираме во иднина е вработување на специјални дефектолози, почнувајќи од градинките. Ние во овој момент интензивно вработуваме дефектолози во училиштата кои би помогнале не само на децата со аутизам, но туку и на останатите деца со хендикеп во нивното нормално и редовно школување. Ние сме во еден процес на инклузија, каде што се надеваме дека многу брзо ќе бидат пополнети оние места што би требало да ги завземат овие специјалистички кадри. Докторе Малјановски, ме интересира дали се знаат причините вистинските за појава на ова нарушување? Како што спомнавме, дефинитивно, можеби една од главните причини е вакцинирањето, меѓутоа тоа со понатамошните истражувања би требало да се докажу. Се претпоставува дека кога зборуваме за оној примарна форма, дека се некои аномалии во функционирањето на мајката. Има едно холандско истражување кое вели дека можеби една од причините е некоја од состојките на млекото, независно дали е вештачкото млеко или е природното млеко. Додека, значи тоа се оние субјективни причини што ги носат родителите. Додека објективни, односно социјални се загаденоста и несоодветната исхрана на децата од најрана возраст. Кога велиме загаденоста, сметаме загаденоста од воздухот со оние сите честици што ги имаме PM10, PM25, како и веројатно несоодветното консумирање на вода, односно нечиста вода. Но оваа појава не може да се рече, односно е генерална. Значи имаме епидемиолошки размери на секаде во светот. И навистина ќе треба дефинитивно многу сериозни истражувања да се утврди причината на појавата на аутизмот. Добро, тука ќе направиме мала пауза. Ќе зборуваме во продолжение во емисијата Живот. Ети денеска ќе имаме малку ментална гимнастика со доктор Крсте Малјановски. Останувате на Радио Слободна Македонија и ќе зборуваме во продолжение дали има лек за ова нарушување. Останете тука. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Малјановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Да, добре дојдовте назад на Радио Слободна Македонија. Секоја среда, така и денеска, зборуваме со доктор Крсте Малјановски, советник на претседателот на Владата за труд и социјална политика. Денеска тема на разговор е аутизам. Доктор Малјановски спомена веќе дали има лек за ова нарушување? Значи, досега не е пронеден соодветен лек за ова нарушување, заради низ фактори, затоа што дефинитивно тоа е невроразвојно пореметување, односно нарушување, и навистина интензивно се бара од причина што загрижува феноменолошките карактеристики, односно бројноста и појавноста. Кога зборуваме за бројноста, не смееме да го заборавиме фактот дека може би во минатото незнаењето, непознавањето на ова нарушување направило да таа бројност е смалена. Меѓутоа, нас во секој случај ни требаат години со истражување, со статистички мерења да видиме стварната бројка на децата со аутизам. Јас би сакал исто така да споменам една од карактеристиките на децата со аутизам е нивната скоро невозможна социјална интеракција. Тоа се деца сами. Деца кои многу тешко воспоставуваат контакт со други деца. Многу тешко можат да играат со нив, а уште помалку да зборуваат. И кога зборуваме за тоа, мислам дека најраното диагностицирање, кога зборувам најрано диагностицирање, тоа значи максимум до трета година, е правата работа за што е можно подобра рехабилитација. Нормално, по надзор на стручни лица, добро обучени, кои би можеле детето да го изведат со стручна работа на правиот пат.
Тоа е основното. Значи, што е можно по рана диагностика. Во моментот кога родителите приметат некое не секојдневно однесување на нивното дете, на нивното бебе, ако некои јаки силни звуци предизвикуваат вознемирување, некои силни звуци од неговите гласни жици исто така ги го приметат, тогаш не е лошо да се консултираат со навистина експерти кои за среќа наша ќе ги имаме многу брзо при Министерството за труд и социјална политика, а нарочито во рамки на Министерството за здравство. Тоа се ќе бидат врвни педиатри кои се обучени од најдобрите обучувачи во светот. Тоа се група на американски експерти кои и ден денес ќе се тука. Има ли воопшто или колку дневни центри, дали знаете, има за деца со аутизам во Македонија? Да, значи во моментот имаме 2 дневни центри со капацитет од преку околу 40 деца. Тоа се дневниот центар во Скопје, сместен во рамки на институцијата во Топанско поле за деца со хендикеп, и дневниот центар во Штип. Исто така отворени од страна на Министерството за труд и социјална политика, во кои работат дефектолози, педагози, психолози, социјални работници и кои се отворени веќе малку подолго, неколку месеци. Во моментот се планира отварање на дневен центар за деца со аутизам и во Охрид, и во завршна фаза е до оформувањето, односно сместувањето. Зошто го велам ова? Заради тоа што е многу специфично. Формираниот дневен центар за деца со аутизам, значи во него треба да работат наистина одлично обучени луѓе. И второ, самиот дневен центар има норми и стандарди за децата. Од бојата на собите во кои што ќе бидат сместени, изолираноста, значи да не биде во близина каде што има многу јаки и силни звуци, исто така да не биде на спратови, значи малку е специфична карактеристика формирањето на овие дневни центри. Колку е застапеноста во нашата држава и дали родителите на ваквите деца со аутизам добиваат некаква материјална помош од државата? Поред бројката на деца кои примаат посебен додаток во износ од точно околу 4200 денара, затоа што на децата кои се диагностицирани со аутизам им следува помош од страна на државата. Тоа е 4200 денара месечно. Бројката е негде околу 100. Нашите прогнози се сметаме дека бројката е малку повеќе, затоа што не се сите деца диагностицирани. И сметаме дека оваа помош дефинитивно ќе треба да се зголеми за сите хендикепи, па и за аутизмот. Дел од родителите заради успешна рехабилитација имаат домашни дефектолози кои многу помагаат во работењето, меѓутоа значи како што реков 2 дневни центри активни. Дневните центри работат од 8 до 16 часот. Дел од родителите ги носат своите деца, а дел ги со возила на центрите социјална работа ги земаат од нивните станови. Оние родители кои немаат можност да го донесат своето дете во дневниот центар. Се надеваме, ќе видиме бројката, како ќе биде, како што реков, за жал немаме регистар на сите болести, односно па и на аутизмот. Меѓутоа и овој проблем со огромно залагање на двете министерства се надевам дека ќе биде решен и тоа многу брзо, со единствена цел да можеме соодветно да планираме каде се потребни дневни центри, според бројките во кои градови мислам при тоа, според бројките на деца со аутизам. Помошта нивна со отварањето на овие центри е огромна. Родителите во оно време кога детето е згрижено, безбедно згрижено, можат некои соодветни работи да си ги работат или додати на работа, а детето да им биде соодветно згрижено под надзор на стручни лица кои можат да помогнат во неговата правна рехабилитација. Рехабилитацијата нема да биде целосна, сигурно, меѓутоа дефинитивно многу подобро него да не биде рехабилитирано детето. И како едно заокружување на денешната тема аутизам,
Што е неопходно понатаму да се направи или во иднина? Така. Значи, нас не предстои огромна работа во врска со регистрот. За сите понатамошни планови, сметам дека би било добро да почнеме со вработување. Меѓутоа, тоа е сигурно во плановите и на владата и на отделни министерства на соодветствени стручни кадри, дефектолози и во градинките. Исто така отварањето на дневните центри, тоа се изворедна помош за семејствата, за едно нормално функционирање на семејствата и диагностички центар. Во завршна фаза е отварањето на диагностичкиот центар, кој уште се треба локација да се види и да го отвориме овој диагностички центар и да нормално можеме да им помогнеме на овие деца и на овие семејства во нивното живење. Така, јас ви благодарам, докторе Малјановски, за одвоеното време, како и секоја среда, така и денеска ни бивте нагости во Радио Слободна Македонија. Мислам дека откривме доволно особености или карактери во однос на темата аутизам и се слушаме и гледаме идната среда точно во 9 часот на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам. Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител Ана Тодевска, датум на емитување 6 април 2016 година, техничка реализација Далибор Зафировски, продукција Радио Слободна Македонија. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Малјановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија.